Културно-уметничкото друштво кое работи во состав на Центарот за култура Јане Сандански од Пехчево на големо се подготвува за завршниот новогодишен концерт кој ќе се одржи кон крајот на месец декември. За таа цел се подготвуваат кореографиите со кои ќе настапат дел од членовите на културно-уметничкото друштво кое брои околу 200 приврзаници на македонскиот фолклор. Имаме многу повеќе кореографии, во последно време работиме, еве сега моментално денеска го изучуваме Мариовската тресеница. Моментално работиме на неја и се надеваме ќе биде готова се до нашиот концерт кој ќе се одржи на 23 декември, новогодишен концерт кој го организира Домот на културата Јане Сандански. А исто така имаме источен сплет од ора, во кој што се состои од повеќе ора, меѓутоа од источниот регион на Република Македонија. На новогодишниот концерт ќе настапам со песната Je suis malade од светски познатата пејачка Лара Фебиан. Освен изведбата на македонските традиционални песни и ора од Малешевијат, за најголем дел од членовите на културно-уметничкото друштво Јане Сандански, предизвик е и изучувањето на модерните танци, со кои често се представуваат пред домашната и странската публика. Модерните танцови се интерпретирање на некои игри, модерни игри кои што ги проследуваме од интернет, па така настапуваме и со некои од нив на меѓународните фестивали, исто така и овде. Често учествуваме на разни надпревари, одиме во повеќе држави, учествуваме и тоа е едно прекрасно искуство. И им препорачуваме сите кои што никогаш не се обиделе да пробаат да играат вакви танци, да почнат. Завршниот новогодишен концерт ќе се одржи на 23 декември во киносалата во Пехчево. И поканувам сите граѓани на Република Македонија, не само од источниот регион, туку од целата држава, да видат какви се песни и ора можеме ние да им представиме, да го представиме нашиот начин, како ние представуваме традицијата и обичаите на Малешевскиот регион. Инаку женскиот дел од културно-уметничкото друштво Јане Сандански од Пехчево на почетокот на идната година ќе биде дел и од реномираната манифестација Ратевски бамбурци.